И веќе сме во живо. Може да почнете, Стефан. Добар ден на сите. Јас сум Стефан Ивановски, проектен менаџер во Цивита. Ова е мојот колега Игор Николовски, кој што е придружен партнер во исто така во Цивита Македонија. Здраво на сите, здраво. И сакале сега пред да ние се представиме кои сме и зашто ќе зборуваме денес, да дадеме можност на Симона Чавинска да го даде поздравното обраќање, па ќе продолжиме со формалните делови. Благодарам многу, Стефане Златко. Моето име е Симона. Јас сум националниот координатор на глобалната недела на претприемништвото во Македонија, која што се одржува 4-та година поред во организација на Стартап Македонија, но имаме чест денес со нас да биде всушност Златко, кој што е еден од првите луѓе кои што ја има доведена оваа иницијатива во Македонија, така да ова е особено битен настан за нас. Ова недела на претприемништвото е всушност светска иницијатива што се случува во 180 држави широм светот, каде што 20.000 партнери организираат околу 40.000 активности и обединуваат околу 10 милиони луѓе на теми од областа на претприемништвото. Постојат глобални теми како што се претприемачко образование, инклузивност на претприемачите, креирање на квалитетни јавни политики и соработка на екосистемот, но во рамки на истата се обработуваат многу теми кои што би можеле да бидат од корист на претприемачите и стартапите. Па така се радувам што Цивита веќе втора година поред одлучува да ја поддржи оваа иницијатива, годинава на многу интересна тема за тоа како може стартапите да имаат корист од професионално советување со оглед на важноста на истото и брзото евентуално постигнување на резултати со таков тип на советување. Стартап Македонија ја поддржува оваа иницијатива, како што споменав, од 2018 година понаваму, каде што се започна со еден настан, што потоа порасна на 14, лани беа 45, а оваа година се 47, поддржана од 60 партнери од граѓанскиот, јавниот, академскиот и приватниот сектор, што значи дека се постигнува едно целосно обединување на екосистемот во насока на воспоставување успешна соработка, размена на контакти и помагање на претприемачите за да остварат подобри бизнис цели. Така што би сакала да ви се заблагодарам на сите за интересот, да ве поканам да проследите денешниот настан организиран од Цивита и да ја погледнете и остатокот од нашата агенда. Ви благодарам, Стефан и Златко, и ве поканувам да продолжите со вашиот настан. Симона. Продолжуваме понатаму. Симона, како што најави, јас бев дел од иницијативата ГЕФ во Македонија, која што започна 2009. Баш ме радува дека активностите продолжуваат во нашава земја и понатаму. Ние во 2009 навистина имавме ограничени во однос на број на активности, ограничени активности, меѓутоа ме радува дека секоја година бројот на овие активности се зголемува и особено ми е драго што сега не сум дел од организацијата, него сега сум еден вид учесник или презентер во активностите кои што ги реализирате вие како организатори. На денешнава презентација ќе разговараме како стартапите и воопшто генерално бизнисите би можеле да имаат корист од професионалното советување, бидејќи се уште овој дел меѓу бизнисите кај нас во држава не е развиен и мислам дека навистина во наредните години овој сегмент на развој на бизниси, а паралелно со тоа и развој на консултантските услуги ќе се развива во нашава држава. Чисто пред да започнеме конкретно со самата презентација, би сакал да ве запознам со агендата за тоа што ќе разговараме денеска и што ќе презентираме. Чисто ова ќе биде еден вовед да ја подигнеме свеста меѓу учесниците за услугите кои што ние како компанија ги нудиме, меѓутоа и генерално зашто овие услуги од надворешни лица, консултанти и експерти се потребни за развој на еден бизнис.
Тука ќе го споделам моето искуство, затоа што сум јас дел, односно кособственик на трговско друштво и можам да ви кажам кога отваравме друштвото, со кои предизвици се соочивме. Нормално тогаш не користевме консултантски услуги и не беше развиен овој пазар. Меѓутоа, од оваа временска перспектива да сум користел, мислам дека многу побрзо друштвото ќе се развиеше. Како што може да видите, ние овдека ќе се презентираме, значи ќе презентираме нашата фирма за која што работиме, нашата компанија, активностите кои што ги има, услугите кои што ги нуди, а понатаму преку дискусија заедно со вас ќе пробаме да видиме кои се моменталните предизвици на стартапите во нашава држава. Исто така верувам дека и дел од вас кои што учествувате на настанот немаат своји стартапи, немаат своји бизнеси, меѓутоа дел од вас имаат идеи како да отворат, така да мислам дека преку презентација на нашите искуства ќе пробаме барем да начнеме некои начини како формирањето на еден бизнис може да биде олеснето. Ова накратко за нас говорниците, како што се представи колегата Игор Николовски е придружен партнер или на англиски associate partner тука во Цивита Македонија. Има големо искуство во делот на развој на приватниот сектор во Македонија, автор е и на Национална стратегија за развој на мали и средни предпријатија тука во Македонија и има искуство работејќи со меѓународни донатори како што е ILO или Меѓународната организација на трудот, OECD, USAID и други меѓународни организации. Од другата страна сум јас како проектен менаџер кој што имам повеќе од 6 години меѓународно работно искуство, работејќи на различни проекти, особено со клиенти од телекомуникацијскиот сектор во Блискиот Исток, во Европа и исто така друго искуство поврзано со урбано планирање и економски развој во Северна Америка. Така накратко тоа е за нас. Сега би препуштам на колегата Игор да представи компанијата во која што ние работиме, Цивита. Велики времето ни е ограничено, треба да разговараме за консултантските услуги. Пред да навлеземе малце подлабоко во темава, би сакал да ме информираме која е Цивита, која е компанијата за која што работиме. Ние сме консалтинг компанија и сме дел од една поголема мрежа на консултантски компании која што е присутна во 17 земји. Има 28 канцеларии. Во некои од поголемите земји имаме дури по 2 до 3 канцеларии во одредена земја. Имаме над 550 вработени, како што може да видите, и присутни сме во Источна Европа, Југоисточна Европа, на Балканов, Централна Европа и во Балтичките земји. Компанијата е основана пред 10 години. Почнала со давање на услуги на приватни клиенти, односно на мали и средни предпријатија. Меѓутоа, како што се развивала компанијата, така и понатаму компанијата почнала да нуди услуги советодавни, консултантски во други области. Ќе го видиме тоа во наредниот слайд. Инаку, нашава канцеларија во Македонија е отворена пред 2 години и од тогаш успешно работиме. Ние сме тимот во моментов од 6 вработени, 6 луѓе, кои што секој од нас има одредена експертиза и покрај тоа што помагаме на малите и средни предпријатија во државава, исто така работиме и на конкретни проекти за одредени министерства, за одредени владени институции, за одредени донатори. Меѓутоа работиме и на проекти на регионално ниво во делот на Западен Балкан. На овој слайд може да видите кои се нашите конкретни, да кажам, столба на кои што сме фокусирани, односно кои се нашите столбови врз основа на кои што се темелат активностите кои што ги нудиме. Значи, ние даваме услуги на
приватни клиенти, односно мали и средни предпријатија, во делот на изработка на стратегии, развој на бизниси, развој на нови производи и услуги кои што може да ги дадат малите и средни предпријатија. Исто така даваме советодавни услуги во делот на во кој дел може да отворат бизнис, дали тој бизнис ќе биде профитабилен, дали има простор за развој и така натаму. Во делот на јавните институции и министерствата, државните институции, работиме со донатори, кои што обезбедуваат техничка помош, односно не ангажираат нас, за да можеме во одреден сегмент на одредена институција да им помогнеме во најразлични делови. Дали тоа се работи на изготвување на стратегии, стратешки документи за самата држава, исто така работиме и во голем дел на истражувања, кои што реално ќе помогнат врз основа на резултатите од тие истражувања, ќе се помогне во изработката на тие стратегии. Работиме и во делот на мониторинг и евалуација, така да кога некоја активност ќе заврши или кога некоја програма, владина, некоја министерство, државна институција, општина е при крај, обично се врши евалуација, се со цел да се видат дали се постигнати резултатите од тие активности и во која насока да бидат изработени новите стратешки документи. Исто така даваме сегментирани и таргетирани иновацијски услуги за развој на предприемништво, иновации и помагаме на стартапите како да дојдат поблиску до можности за финансирање. Исто така даваме помош во делот на како одредени бизниси кои што работат во одредена индустрија може да се поврзат. Како што претходно кажав, бидејќи имаме канцеларии и во други 16 земји, често комуницираме со нашите колеги од другите земји и доколку на некоја компанија од нашава земја е потребна помош, преку нашите канцеларии обезбедуваме таа помош. И во делот на дигитални услуги имаме посебна фирма која што се вика Медиапарк, која што све што е поврзано со дигитален развој, дигитални услуги се оваа фирма, односно оваа наша сестринска фирма Медиапарк ги обезбедува и дава поддршка на бизнисите. Во најголем дел Медиапарк работи со бизнисите, како што кажав, во делот на изработка на апликации, изработка на видеоигри, изработка на дигитални решенија за одредени бизниси, така да тој дел е покриен со оваа компанија наша и целокупно ги даваме, односно целокупно со сите овие сегменти, со сите овие столба, навистина обезбедуваме техничка помош за голем дел на целни групи, голем дел на заинтересирани страни кои што имаат потреба од вакви услуги. Сега толку беше за делот на нашата компанија, на презентација за нас. Малце сега ќе навлеземе малце подлабоко во тоа што се деловни советодавни услуги и што нудат тие. Тука би сакал да кажам дека веќе го напоменав тоа, дека покрај постоечките фирми добро е, и тоа е искуството од другите земји, поразвиени земји од нашата, дека вакви услуги не се даваат само на постоечки компании и стартапи, иако поголемиот дел од нив ги користат. Исто така и кога потенцијалните предприемачи имаат некоја бизнис идеја и сакаат да отворат бизнис, наша препорака е да се користат вакви услуги, се со цел да се помогне во делот на доразвивање на самата бизнис идеја, односно реализација на таа бизнис идеја во пракса, или па советот кој што ќе го добиете од консултантот или експертот кој што ќе го ангажирате, може исто така да биде во насока дека бизнисот нема да биде профитабилен и воопшто да не започнувате со реализација на таа бизнис идеја, затоа што знаете колку и да е мал бизнисот, пак мора да е поврзано со некоја инвестиција, така да ако бизнисот навистина нема шанси да оствари некоја добивка или да се развива, тогаш навистина подобро е да престанете да размислувате во таа насока и да
не знам, да видите дали има друга можност, односно дали имате друга деловна идеја за отварање на нов бизнис или пак зашто све понатаму сите наредни чекори може да значат дека ќе имате финансиска загуба и немате да бидете мотивирани во тоа што го работите. Многу е важно бизнисот, односно реализацијата на деловната идеја да биде успешна, првата, барем, затоа што многу влијае на само довербата и обично предприемачите кои што првиот опит им е неуспешен, многу ретко се нафаќаат повторно да отворат, односно да размислуваат за нови идеи, нови бизниси. Затоа наш Малку да, ве изгубивме на кратко. Може да се unmute. Добро, се надеваме дефинитивно. Да, се вратиме за тие што се приклуча малку подоцна за подсетување оваа презентација за деловни советодавни услуги, односно како предприемачите можат да стекнат професионални совети за тоа како треба да го развиваат својот бизнис. Исто така, овие совети можат да им користат и на тие кои што размислуваат да почнат свој бизнис, а немаат започнато свој бизнис. Пример за некои советодавни услуги за тие што можеби не сте запознаени се пример изработка на бизнис план и финансиски проекции, особено кога тоа се работи за бизнис кој што е во почетната фаза, односно во фаза на идеја. Потоа може да тие услуги исто така подразбираат идентификување и решавање на оперативни проблеми доколку бизнисот е постоечки. Значи организации, односно компании како нашата работат на такви проекти каде што им помагаме на клиентите да решат одреден оперативен проблем или пак да подобрат својата маркетинг или продажна стратегија. Исто така може тие деловни советодавни услуги да бидат помагање при изнаоѓање на различни извори на финансирање. Пример сега за многу стартапи во Македонија, европските фондови можеби се интересни за финансирање, но тие исто така подразбираат експертиза за тоа кои фондови се соодветни. Апликациите за поднесување листите се доста комплексни, бараат одредено ниво на експертиза и искуство кое што полесно може да се стекне доколку се побара помош од некоја организација која што го има тоа искуство, отколку сами да го развивате тоа како вештина доколку вашиот бизнис не се заснова на тој бизнис модел. Тоа се само неколку примери, секако дека има и други видови на советодавни услуги кои што деловните советодавачи ги нудат. И сега накратко само би истакнал некои често поставувани прашања во врска со советодавните или консултантски услуги. Често пати луѓето најчесто кај нас би се интересирале колку обично тие чинат. Цената секако дека зависи од услугите, може да биде тоа десетици евра на час до стотици, па во некои екстремни случаи дури и илјадници евра на час, но сепак зависи од вашата потреба за тоа што ви треба, како вид на експерт ви е потребен и колку време е потребно да го ангажирате. Кој вообичаено користи советодавни услуги? Од нашето искуство има претежно воспоставени компании, имаат најчесто ги користат овие услуги бидејќи се запознаени со вредностите на овие услуги, исто така имаат и буџет да вложат во овие советодавни услуги, но исто така како што напомена мојот колега претходно Игор, исто така овие услуги се важни за тие кои што размислуваат да започнат својот прв бизнис. И третото прашање, каква вид на советодавни услуги обично им се нудат на
односно им требаат на бизнисите и стартапите. И сега тоа повеќе зависи од самата потреба, но како што напоменав и претходно, некој вид на услуги се, пример, оперативни поддршка при некои оперативни процеси или пак подобрување на оперативните процеси, изработка на некаков финансиски план, пазарна анализа, пример има компании кои што сакаат да се прошират на пазарите на Западен Балкан и потоа тие контактираат со нас со цел ние да им помогнеме да направат една пазарна анализа дали нивниот бизнис подвиг би се исплатил финансиски или не. Овој дел само сакам да напоменам што разговаравме претходно, дека сега се достапни голем број советодавни услуги кои што навистина низ времето се развива, голем број на консултанти постојат во државава сега, како што кажа Стефан, може да дадат сегментирани услуги. Ние кога го отваравме нашето предпријатие, мислам, тоа и кажав на почеток, ќе пробам да направам некоја паралела со бизнисот кој што го имаме ние. Навистина, вакви консултантски услуги и да имавте потреба, многу тешко се наоѓаат. Сега истите се достапни, иако треба, нели, за самиот консултант или самиот експерт што ќе го ангажирате, малку да побарате референции, каде претходно работел, какви видови услуги нудел, затоа што со зголемувањето на консултантскиот пазар почна да се јавуваат на овој пазар и консултанти кои што навистина не може да испорачаат работата која што им ја тражите. Меѓутоа, лесно се решава тоа, како што кажав, со преглед на CV-то, добивање на референции каде претходно работел консултантот, може овој дел да биде надменен. Исто така, во рамките на Агенцијата за поддршка на предприемништво, постои база на податоци на консултанти и самата држава преку ваучер систем се вика, преку аплицирање до тој ваучер систем, како стартап бизнис или како предпријатие, имате можност вашите, односно трошоците поврзани со консултантот да бидат покриени, што навистина е едно дополнително финансиско ослободување, особено за стартапите кои што навистина секој евро, секој динар е важен и мислам дека со оваа помош која што ја нуди агенцијата и други институции во државава, мислам дека овие услуги може да ги добиете бесплатно. Исто така постојат и голем број на асоциации, здруженија на консултанти, кои што навистина ако се обратите до нив, може да ви помогнат околу селекцијата на самиот консултант и за стартап мислам дека нема тие услуги кои што ги нудат за стартапи, како што е развој на бизнис идејата до реалност или развивање на некој маркетинг план, финансиски план, не коштаат многу и мислам дека во денешно време секој стартап треба да си дозволи и мислам дека може да си дозволи да ги користи овие услуги. Благодарам, Игор. Сега би дале краток осврт на придобивките за стартапите и предприемачите кои што користат советодавни услуги и потоа ги исто така истакнеме и недостатоците. Ние се фокусираме само на 5 клучни, тоа се дека ако постигнете поделени советодавни услуги ќе заштедите време, не мора да годите тој пат кој што некој професионалец веќе го знае како се прават бизнис планови, го разбира пазарот, има повеќе искуство во тој дел, така да вие ќе си заштедите време и ќе имате можност побрзо да влезете на пазарот со вашиот производ или вашата услуга која што планирате да ја понудите. Тоа е многу важно затоа што за некои бизниси поважно е кога на пазарот ќе излезете, отколку да чекате да го напишете вие сами бизнис планот или да ја правите таа анализа. Втора предност е што ќе добиете експертиза, односно доколку го најмите вистинскиот експерт, ќе можете да стигнете дел од тоа знаење да ви биде побрзо пренесено, колку вие сами да одите и да
го стекнувате тоа знање преку доста ресурси кои што ги има достапни на интернет бесплатно или пак преку вложување во нека книга, деловна книга, која што може дел од тоа искуство да го стекнете, но предноста е што вие ќе добиете таргетирано знање, односно конкретно за вашиот проблем. Трета придобивка е дека доколку имате конкретен бизнис на кој што работите, ќе може да ви помогне при подобрување на перформансите на вашиот бизнис, дали е тоа оптимизирање на некои бизнис процеси или оперативни процеси, или пак подобрување на маркетинг стратегијата или продажните канали, тоаш ќе можете да се ги подобрите и финансиските и оперативните перформанси. Доколку се наоѓате, четврта предност е доколку имате некоја криза, пример, која што влијае на вашата фирма или пак има нека надворешна криза, тогаш може експертот да ви даде некои насоки како да го облажите или пак знаете нови можности во текот на кризата, затоа што како што видовме со корона кризата, некои бизниси, голем дел од бизнисите навистина има негативни финансиски перформанси за време на короната. Пример, ние како Цивита можеме да кажеме дека навистина имаме успешна година во што е ретко за многу фирми. И важно е како ќе се пренасочи бизнисот за време на кризата, затоа што дел од бизнисите има и успех финансиски за време на короната. И за крај како придобивка би истакнала дека еден консултант или деловен советодавач може да ви помогне да идентификувате нови клиенти кои што ќе ви помогнат да си зајакнете својата позиција на пазарот, или пак да најдете нови клиенти на други пазари. Сега накратко исто така би ги истакнале и некои од недостатоците на користење на деловни советодавни услуги, тоа е дека, како што напоменавме, чинат пари, како што исто така мојот колега напомена, дел од овие услуги можат да се добијат со или без пари, или пак со намалено учество преку ваучер системот што го напоменавме, но сепак дел од тие услуги и користење на советодавни услуги значи дека треба да се вложат финансиски средства кои што за предприемачи кои што размислуваат да го шират својот бизнис или пак луѓе кои што сакаат да го започнат својот прв бизнис, звучи како некој многу голем финансиски влог или пак неоправдан финансиски влог. Втора точка е дека нема гаранции дека советот што ќе ви биде даден ќе успее. Дел е тоа што можеби советот нема да биде во целост имплементиран и од таа причина можеби нема да биде со плод, но по некој пат и самиот пристап може да биде погрешен поради третата точка, тоа е несоодветен експерт, доколку најмите некој кој што не е соодветен за вашата проблематика, тогаш има голем ризик дека и советот нема да биде соодветен и дека најверојатно нема да успеете да ги исполните вашите цели. Четврта точка, односно четвртиот недостаток е дека советот, професионалните даватели на совети, односно консултанти, не можат се да сработат за вашиот бизнис. Има и ограничено време и ограничени активности кои што се договараат за ваквите услуги и не може тие да ви го водат практично бизнисот. Од таа причина не може да се има очекување дека тие ќе ви ги решат сите проблеми, повеќе може да ви дадат насока и нека рамка како да действувате, но голем дел од работата треба вие да ја сработите. И последно за крај, недостапност, тоа значи недостапност можеби од ваша финансиска гледна точка, можеби се недостапни тие експертите, но доколку ги имате финансиите, можеби експертот не е достапен бидејќи е зафатен со проекти. Ако е многу добар експертот, обично тие се зафатени и букирани за подолги временски периоди, па доколку вас ви треба сега во моментот некој експерт, можеби тој ќе биде достапен за 3 или таа ќе биде достапна за 3 до 6 месеци од сега, што вас можеби нема да ви биде потребно, па таа причина соодветниот експерт можеби нема да ви биде достапен. Продолжуваме понатаму. Дека имате некои насоки како да изберете деловен советник, меѓутоа нешто што е многу важно пред
да почнете да размислувате за избор на некој советник, многу е важно да видите и да се огледате и да ги идентификувате потребите од консултантска помош, односно од советодавна помош. Ако вие не знаете што ви треба и во кој дел од развивање на бизнисот или отварање на бизнисот ви треба помош, консултантот многу потешко ќе може да ви помогне во тој дел. Конкретен пример, продавам одреден број на артикли, се рекламирам на телевизија, на радио, меѓутоа мислам за да ја стигнам целната група, односно да мојот производ да биде рекламиран и на други потенцијални купувачи, можеби ќе ми треба да се рекламирам и на социјални медиуми. Веќе сте го идентификувале проблемот, знаете со советодавните услуги што сакате да постигнете и барате експерт кој што се разбира во развој на медиуми, дигитални медиуми и социјални мрежи, кој што ќе ви помогне да креирате некои профили на овие медиуми и да уште повеќе го испромовирате вашиот производ или услуга. Меѓутоа, ако ангажирате експерти и му кажете сакам да се развивам, сакам да правам профит, ти кажи ми како, навистина тоа е многу тешко и само можеби консултантите нема да се нафатат, а и да се нафатат, навистина без ваша помош и без ваша насока, воопшто нема да се достигнат посакуваните резултати. Дури кога работи консултантот, ќе видиме понатаму во следните слайдови, кога ви ја дава потребната помош, која што ви е потребна, многу е важно да остварувате честа комуникација со него, да разговарате, да му ги презентирате вашите желби, идеи и цели кои што сака да ги постигнете, за да може да најде начин кој што како да ја остварите таа цел. Значи, вие ја зацртувате целта, а консултантот само ви помага, односно ви го трасира патот да стигнете до реализација на таа цел. Не очекувате консултантот да ви ги дефинира целите, да ви го трасира патот, да ви каже како да го направите тоа, а без никаков инпут, односно подршка од ваша страна. Како што кажав на следниот слайд, може да видите кои што некои работи кои што во секој случај треба да ги имате во предвид кога планирате да ангажирате советодавен, односно деловен советник. Многу често предприемачите мислат дека можат и знаат све, без разлика дали се работи за финансии, маркетинг, освен сметководствени услуги кои што навистина треба да бидат аутсорсирани и законски е тоа така. Други голем дел од предприемачите воопшто не користат други надворешни експерти или деловни совети, не ангажираат консултанти да им помогнат во развојот на својот бизнис, затоа што мислат дека го познаваат својот бизнис и најдобро може да му помогнат. Така е, меѓутоа збориме ако се работи за одреден колонијал или трафика и така натаму. Меѓутоа, како што бизнисот се развива, или па ако бизнисот е во одредена индустрија, што е доста сегментирана, специфична и целната група е доста таргетирана, треба да се ангажираат консултанти уште од самиот почеток, бидејќи навистина постои голем ризик бизнисот да не успее. Има некое правило кое што вика дека доколку бизнисот успее, односно просперира во првите 3 години, постои голема можност дека истиот ќе функционира и многу години понатаму. Меѓутоа, за да го направите тој break-even, да достигнете таа точка од 3 години, навистина е потребно покрај вас да имате подршка, не секој ден, нормално, меѓутоа во одредени сегменти, која што навистина можеби на почеток изгледа финансиски доста одбрзувачка, меѓутоа понатаму ќе ги видите бенефитите од самата лајка. Допълно на ова накратко, само кога барате консултанти, секој пат имате ограничено време. Значи, предложуваме вие да си ги истражите давателите на услуги кои што сакате да ги користите како деловни советници. Предвидете колку време имате, дали еден ден, недела дена, месец дена, и
побарајте генерално како што препорачуваат и во други сегменти, обично земете пример понуди од 3 давателни услуги да видите кој е најприфатлив за она што вам е потребно. Потоа видете кој има најдобра репутација во вашата област и во вашата географска зона. Сега вие можете да посегнете и поделени советници од Австралија и од Канада и од други континенти кои што се луѓе кои што живеат во различна временска зона, но дали тие најдобро ги разбираат вашите предизвици, бидејќи еден деловен советник од Австралија има различно разбирање за бизнис климата отколку некој деловен советник кој што од Источна Европа за проблемите кои што некој од Македонија би се соочувал. Исто така, дали имате препораки од клиенти на кои верувате, односно дали имате слушнато добри препораки за деловниот советник кој што сакате да го најмите од луѓе на кои што ви им верувате, не само на интернет да прочитате дали некој добро сработил нешто или не, туку таа препорака од некој друг кој што ви користел тие услуги, на кој што вие му верувате, дали имате некој таков на кој што можете да се ослоните, е исто така корисно. Тука сега во оваа фаза на презентацијата ќе споделиме некои кратки совети и ќе ги прокоментираме накратко од наше искуство, како што дека напоменав уште во фаза на изработка на бизнис планот. Важно е да посегнете во деловни советодавни услуги за да избегнете, како што рековме, дополнителни трошоци или пак вложување на енергија и финансиски средства во некоја бизнис идеја која што можеби нема да функционира. Еве пример, имаше пред неколку години, можеби некои од вас знаат, еден бразилски кафич беше во центарот близу Соборниот храм, Ескина Бразилеира, имаше голем ентузијазам за таа иницијатива, но локацијата не беше најсоодветна за да се развие еден одржлив бизнис модел и на крајот преку 30.000 евра беа вложени во рок од година дена со цел да се развие тој бизнис и на крајот не успеа тој бизнис и е преселен и сега не знам како функционира тој другиот кафич, но пред да вложите своите заштеди или пак да земате кредити за да почнете бизнис, секој пат направете на пресметка или консултација со деловни советници да видите дали навистина вреди, затоа што 30.000 евра да се вложат во бизнис кој што нема да донесе повратна инвестиција не е нешто што секој во Македонија може да си го приушти. Така е. На наредниот слайд можеме да видиме уште еден совет, односно веќе разговаравме на темата дека е многу тешко да се најде деловен советник кој е квалификуван и искусен во делот на кој што ви треба да ви помогне. Меѓутоа, мислам дека во денешно време преку комуникација со одредени луѓе или со гледување на одредени референции каде што работел, па дури пристапување до тие референции, мислам дека може да го идентификувате соодветниот човек кој што треба соодветниот консултант кој што треба да ви помогне во развој на вашиот бизнис. Како што напоменав, постојат голем број на асоцијации и здруженија на консултанти кои што навистина работат професионално и мислам дека пазарот низ годините се изфилтрира, така да мислам дека навистина во денешно време за било што да ви треба за развој на некој сегмент од вашиот бизнис или па за основање на истиот, мислам дека може да најдете соодветен консултант во нашава земја. Исто така и ова го зборевме претходно. Да, после идентификување на консултантот, дефинирање на целите, консултантот започнува со своите активности и во зависност од да го крстиме проект, во зависност од активностите кои што истиот треба да ги изработи, има определена временска рамка за да истото го направи. Меѓутоа, многу е важно да бидете во постојана комуникација со истиот, да следите, да видите дали тој тоа што го работи соодветно, дали е во рамките на вашите очекувања, затоа што на крај на денот консултантот што и да треба да изработи покрај менторството, што е сосема нешто друго, обично изработуваат некој вид на планови, извештаи, кои што ако не се соодветни, не се добро разработени,
и нема доволно инпути од ваша страна, истите вас нема да ви бидат корисни. Да, вие ќе поплатите консултантот, он ќе ги земе парите, ќе ви изработи некој маркетинг план, меѓутоа ако маркетинг планот е достигање на поголема популација, односно поголема целна група, опфатот е промоција на производот или на услугата на поголема целна група, консултантот во својот маркетинг план збори, односно направил алатки и активности за сосема нешто друго, навистина тој бизнис план, односно тој маркетинг план на вас нема да ви биде корисен. Треба да сватите дека исто така советодавните услуги не се секогаш објективни. Што се мисли со ова? Можеби нешто што вас ви изгледа дека објективно или дека дефинитивно треба да ги реализирате тие активности, консултантот може да ви даде сосема, односно да ве посоветува дека реализацијата на таа цел треба да биде, односно да биде извршена преку реализација на друг сет на активности. Така да добро е вашите идеи, вашите размислувања да бидат споделени со консултантот, за да на крај на денот стигнете до некое заедничко разбирање што вие сакате и кои се тие активности кои што треба да бидат пример е дека некои консултанти имаат договори да промовираат одредени производи, пример да речеме сега ако ние не сме спонзорирани од Microsoft Office и сега ви предложуваме да вие треба да се префрлите од Google системот, екосистемот треба да работите Microsoft затоа што тоа ќе ви зголеми продуктивноста, но ние ако сме платени од Microsoft, тогаш нашиот совет нема да биде објективен. Тоа е еден конкретен пример како некои советодавни услуги нема да бидат објективни бидејќи промовираат одреден производ или услуга за која што тие добиваат некаков надомест. Во нашиот случај ние немаме такви судирни интереси или пак некои спонзори. Добро, како што напоменаме, има друг совет е дека различни советодавни професионалци имаат своји различни стандарди за доверливост. Исто така важно е кога склучувате договор да имате јасно што е доверлива информација, што не е, за да нема непријатни изненадувања во иднина, затоа што дел од информациите кои што консултантите, односно деловните советници би ги споделиле, можеби се јавно достапни информации или информации кои што се достапни од национални статистички регистри, не се доверливи информации. Исто така информациите вие што ги споделувате за вашата фирма, треба да бидете сигурни дека деловниот советник ќе ги заштити и ќе се грижи за потатоците одговорно. Веќе разговаравме за ова, значи во интерес на времето, чисто само на брзина ќе поминеме низ наредниве слайдови, сакаме да оставиме простор доколку имате некои прашања да ги доставите до нас или на крај на презентацијата ќе ги видите нашите имейл адреси, така да доколку имате конкретни прашања можеме понатаму да продолжиме со комуникацијата. Многу е важно кога барате советодавни услуги да бидете запознаени со цената, да имате договор во кој што ќе бидат наведени обврските на ваши и на консултантот, временската рамка, тие се некои клаузули кои што реално секоја соработка со било каков консултант или советодавен експерт треба да ги имате во предвид, затоа што со самото тоа се заштитувате и вие, ги заштитувате и средствата кои што ги плаќате, а и од другата страна самиот консултант има на хартија кои се очекувањата од негова страна и кои се активностите кои што треба да бидат реализирани од негова страна. Во моментов, во денешно време може да добиете и достапни се различни иницијативи каде што може да добиете и бесплатна советодавна помош, меѓутоа истата е премногу генерална, може би само ќе ве упати во некоја насока и ќе ви помогне како да размислувате, меѓутоа немојте да очекувате дека
бесплатно ќе добиете некоја конкретна помош за вашиот бизнис план, односно за вашата бизнис идеја, и доколку тоа го има, нема да биде согласно некои стандарди и очекувања. Меѓутоа, ако го користите, како што кажав претходно, некои инструменти кои што ги обезбедува државата преку владините институции, мислам дека во тој дел изборот на експерт ќе ви помогне да реализирате целата, исто така исто ќе бидете бесплатни. Да, во оваа насока можете вие и самите да си формирате своје, да речеме, условно речено, советодавен одбор. Тоа може да бидат ваши пријатели, други професионалци кои што волонтираат да го споделат своето време и експертиза за да ви помогнат да го водите бизнисот, но кога ангажирате, односно кога очекувате некој нешто волонтерски да сработи, дури да е ваш пријател или роднина или член на семејството, тогаш советите може да бидат малку пристрасни, но и времето кога некој волонтира ќе биде ограничено. Така да тоа имајте во ум, бидејќи ако посегнувате по тие бесплатни опции, тогаш нема секој пат да добивате конкретен совет, туку може да добивате повеќе генерален совет. И ако посегнете по некој подкаст или книги кои што се многу популарни, да, ќе ви помогнат, но на вас останува обврската вие да ги интерпретирате тие генерални насоки за конкретните проблеми со кои се соочувате во вашиот бизнис, нешто што деловен советник може побрзо да ви го даде подиректно. Ова веќе го поминавме, кои се квалификациите, би напоменале дека нема конкретни, да речеме, универзитетски дипломи кои што се потребни за да некој биде деловен советодавник. Повеќе се базира тоа на професионалното искуство, но во Македонија, Игор, ако може да напоменеш или има некои асоциации кои што ги групираат овие? Да, има. МЦА 2000 е една од најпознатите и која што постои долги години. Може да изгуглате и навистина најсоодветните, да кажам, експерти во одредени области се членови на оваа организација, бидејќи сите консултанти кои што членуваат во оваа асоциација имаат сертификати за тоа како се води еден проектно управување, така да навистина кои што се од светски доделени од страна на светски организации. Меѓутоа, за одредени услуги навистина може да побарате и експерт кој што има искуство во областа и мислам дека ако добро е дефинирана целта која што сакате да ја постигнете, мислам дека може лесно да се обезбедат тие услуги за стартапи. Овие се некои три, да кажам, области, работи кои што треба да ги очекувате од давателот на советодавните услуги и тоа да го барате од него, да има соодветна експертиза, да комуникацијата да биде честа со него, кога ќе се реализира тој советодавен проект. И исто така е многу важно да врз основа на услугите кои што он ќе ви ги понуди, навистина да се зголемат вештините и знаењата кои што преку проектот вие ќе ги здобиете. Така да мислам дека доколку ангажирате конкретно некој соодветен експерт за изработка на маркетинг план, еднаш, два пати, мислам дека веќе со самото читање на маркетинг планот, веќе за наредниот период ќе можете и самите да го изработите за вашата компанија. Мислам дека сме во ред со временската рамка. Оставивме неколку минути доколку имате некои прашања. Доколку имате слободно, може сега да ги продискутираме. Доколку немате, би на крај на последниот слайд ќе ги видите нашите имейл адреси за да можеме да искомуницираме доколку имате потреба од некаква помош или насока, која што секако бесплатно ќе ја доставиме до вас. Сега би ги прашале Симона и Благица дали има некој од учесниците кои што имаат прашање или вие дали имате некои прашања?
Па како што гледаме на Facebook, само што еднаш да проверам, ние константно гледавме со Симона, нема сега за сега прашање, сега еве уште еднаш ќе проверам. Само малку. Да, нема. И тука во чат нема. Да ги покануваме дополнително доколку имаат некои од останатите и што ќе го проследат овој настан и што ќе го погледаат подоцна кога нема да биде во живо. Слободно доколку имаат прашања да ви се обратат на вас, да ви постават прашања. Не знам Симона дали има прашање од кај неа. На мјут. Да, се извинувам. Не, сега го проверив и Zoom-от немаше прашање од оваа страна. Но би сакала само да нагласам дека многу е добро да има вакви сесии, затоа што навистина многу често дури стартапите кога споделуваат искуства, кажуваат дека доколку би имало некој да им каже на почетокот како треба да направат, би било супер. Така да навистина има корист од вакви сесии. Сакала уште еднаш да им се заблагодарам на Игор и на Стефан за ваквото излагање. Благодариме. Благодариме. Доколку нема прашање, само ние би ја заокружиле нашата презентација. Како што напоменуваме, има некои корисни линкови тука и ресурси кои што можат да ги користат идните предприемачи и сегашни предприемачи. Објаснуваме зошто ги препорачуваме, така да во оваа презентација која што ќе споделиме ќе можат да ја гледат учесниците и да добијат некакви идеи. Затоа и тука еве како можат да стапат потенцијалните гледачи да имате потенцијални предприемачи во контакт со нас. Ние остануваме достапни за комуникација. Ви благодариме на довербата и се надеваме дека ќе продолжиме повторно да соработуваме. Благодариме. Благодариме многу. Да, супер. Поздрав. Поздрав. Чао. Чао.